Добар ден, гледате Аргумент, добар ден и за моите гости. Добар ден. Двајца ко-председатели на Дом, веќе ве најавив и во вестите, докторката Ана Угринска и Александар Анѓушев. Да. Добро, одиме прво со извештајот на Европскиот парламент, односно извештајот на Комитетот за надворешни работи, да бидеме попрецизни, заради тоа што допрва следува извештај пред Европскиот парламент и е прилично симптоматично. Зошто? Има неколку референции за признавање на македонскиот јазик и идентитет во овој извештај на Комитетот, но се најавува од ЕПП, односно од народните партии, дека ќе помине амандман, се работи на амандман за македонски јазик, кој би требало, според желбите практично на бугарските пратеници, да биде дефиниран како современ, како модерен. Сега модерен македонски јазик. Сега проблемот е во тоа што, барем такви се најавите, дека ќе помине овој амандман и дека ќе биде поддржан и од зелените. Вие сте дел од таа група. Ме интересира што ќе се случува. Кои се вашите најави кога ќе дојде на ред во јули извештајот пред Европскиот парламент? Како ќе гласаат зелените? Може со вас, докторке Угринска. Секако. Значи, горлива тема е те деновиве, деновиве веќе малце еден подолг период, нели, од како се поднесе тој извештај од нашиот известувач за Европскиот парламент, Томас Вајци. Да, тој е дел од зелените. Да, може би ете гледачите не знаат, меѓутоа тој е долгогодишен, беше во 2 мандати подпредседател, копредседател на Европските зелени, бидејќи овој начин на функционирање е вообичан кај зелените, значи со копредседателство. Верно, навистина, мислам, ете некоја шанса, нели, повторно малку да се исплива поинаку во тие меѓународни води. Едноставно ќе видиме што ќе се случи. Немате информации што би се случило? Во моментот не, бидејќи ставот на Европските зелени со резолуција која што ја имаме, нели, да речем, изгласано пред 2 години, не ме земете точно за датумот, значи на една од конференциите на Европските зелени, каде што, нели, ние бевме секако присутни, работевме на таа резолуција, е резолуцијата во која што е јасен ставот дека не треба, нели, билатералните прашања да бидат пречка во напредувањето на Македонија. Не би требало, но се. Значи, ставот на зелените се го зборуваме. Значи, тој не велат не би требало, туку јасно велат нашиот став е тој, јасен, нели, немаме таква, нели, не треба да бидат никаква пречка билатералните процеси. Меѓутоа, ете, очигледно, повторно ние сме заглавени во тој процес. Ете, стигна, нели, некое такво известување по медиумите за кои, ете, јас лично немам директно информации дека и зелените би поддржале еден таков амандман, меѓутоа би има најави, не европските зелени, туку групата на европарламентарците на зелените, нели, да ги разграничиме поимите за, нели, кои се политичките структури. Се разбира дека нормално тоа се наши, нели, од нашите сестрински партии. Би почекала јас, а од друга страна би кажала и едно нешто друго. Томас Вајци е многу искусен политичар. Така да јас и секако го познава Балканот и мислам дека работи за нашите интереси секако. Така да се надевам дека некако таа цела работа ќе излезе како што треба до крај, нели, ќе видиме конечно во јули како ќе излезе гласањето во Европскиот парламент. Така да најави никакви има, нели, тоа е од онај јас од медиуми дознав, ете, меѓутоа ќе видиме. Добро, што ќе се случува. Да. Господин Анѓушев, еве, докторката Угринска вели дека од медиуми дознава. Немате ли комуникација со вашите зелени од Европскиот парламент? Знаејќи го ставот од предходно, ние воопшто не се сомневаме. Благодарение на зелените, во Германија беше изгласана познатата резолуција во Бундестагот. Значи, ние не се сомневаме. Ова сега што се случува,
Мислам, се става на испит и самите европарламентарци се ставени пред испит дали тие се согласуваат да негираат еден народ и нација. Мислам, која што се декларира, има собствено право како ќе се декларира. Овој извештај во себе носи друга димензија, значи, покрај тоа што се става во нашите медиуми и од нашите политичари се става проблемот со некаков се проблем со името на македонскиот јазик и идентитет. Никој не ги спомнува сите останати работи што се во тој извештај. Мислите на корупцијата, партизацијата и сите други работи. Сите реформи на кои треба да се работи, меѓу кои е изборниот законник, например. Изборниот законник и така натаму. Значи... Да, можеме за тоа да говориме, но ајде околу Галер, практично, тој е координатор кој доаѓа од ЦДУ. Тој и најави веќе, тоа го кажав, дека имаат разбирање, договор со зелените, со социјалдемократите, со обнова на сесијата која е закажана 7 до 10 јули во Страсбур. И сега имаше против 6 европратеници, говориме за денеска. Што очекувате да се договорат во овој период предстоечки? Мислите ли дека, заради тоа што и вие кажавте, дека очекувате Томас Вајц, дека ќе победи, но тоа не е многу лесно практично да се наметне, заради тоа што овие групи имаат, се разбира, работат на собствените стратегии и тактики и политики кои можеби не кореспондираат, односно во случајов и не кореспондираат со Вајц. Кој би говорил? Да, Анџуша, вие може. Нема тука победа или да победи, него тому е работа. Он треба да извести за реалните состојби тука и со сите проблеми што си ги има наше општество. Но говориме за амандманите сега. Дали победата ќе биде на оние кои се залагаат за модерен современ јазик и идентитет? Веројатно, како што има некој најави, предлогот е од господинот што е председавач на најголемата партија во Европарламентот, тоа е сестринската партија на ВМРО-ДПМН. Да. Истата таа... Тоа е удар практично за ВМРО-ДПМН. А од друга страна, тие што уствари 6 пратеници, кои што се спротивставија во комисијава сега да се разговара за тоа, се од така наречени патриоти се нарекуваат, а тука се значи претежно од партијата на Орбан. Да. И очекувано е дека да, тие дале поддршка, но тоа е премала поддршка за... Не би знаел како тоа сега ќе се изигра на ниво на... Во Страсбург. Во Страсбург. Наше е да лобираме меѓу нашите сестрински партии, значи зборам зелените, социјалдемократите, социјалистите и демократите, да, и самата ВМРО да помене за да меѓу тие парламентарци да не пројде еден таков дискриминаторски за нас чин, затоа што нема потреба сега таква додавка, повторна ли додавки ќе имаме ние. Да. Добро, Томас Вајц, ова е победа за Томас Вајц на вистина, заради тоа што извештајот поминува од 2022 практично немаше усвоен извештај. Еве, господинот Анџушов веќе спомена дека ќе се обидете да лобирате кај сестринските партии на ВМРО-ДПМН кои практично се најавува дека ќе го закочат процесот и ќе помине тој амандман дека е модерен македонски јазик и идентитет.
за разлика од ВМРО-ДПМН кои најавуваат дека многу вековен ќе стои таква дефиниција. Има ли шанси да се лобира, докторка Угринска? Кај зелените, не кај ВМРО. Да. Говорам сега, говорам кај зелените, не се сомневам, но моето прашање кај сестринските партии на ВМРО-ДПМН, кај народните партии. Од наша, тоа би било прашање на вистина за нив. Бидејќи нели врските се секогаш со сестринските партии од истата. Но тоа не значи дека имате пречки да лобирате и кај нив, да има позитивен, поволен извештај за Македонија. Секако, значи, доколку би имало можности и доколку меѓуто такви врски и контакти со тие партии немаме. Објективно. Значи, од десно ориентираните партии, ние, како партија, не. Ние имаме со сестринските зелени партии, на вистина. Да, како велат, бидете поголем пријател со непријателите, поблиску бидете им на непријателите, отколку на пријателите. Така да би требало да работите и на лобирање токму кај оние кои се против. И тоа би бил, еден некој начин на работа, можеби, за кој треба да работиме понатаму во иднина. Се согласувам. Да. Добро. Ајде, околу вие ги споменавте и борбата против корупција, за која се проблем останува во извештајот, дека тоа назадува, тој сегмент назадува и се разбира партизацијата, и тој таа сфера назадува. Изборниот законник е исто ставен во знак прашање. Практично немаме поволен извештај генерално. Оваа година на ВМРО-ДПМН, која помина и која еве сега се слави, од година дена на власт, не може да се каже дека има значителни чекори во овој правец за кој говориме. Ако нив ги прашате, веројатно ќе ви кажат поинаку, меѓутоа делата кажуваат. Реалноста, јавноста, како ја доживува ова владење од една година, е поинаку. Сметам дека самата власт не успеа да покаже вистински чекори кон борба со корупцијата, а наједноставен пример за мене е, ако сака толку да покажат дека се против корупцијата, зошто не се стави на гласање законот кој беше спремен за црните листи и зошто се молчи за тоа. Кога има молк, некој се прашува кого штитат. И после да не чуди зошто луѓето немаат доверба. Односно, оние 2% се постојано во фокусот. Значи, да се донесе, прв чекор. Ја би го менјал и кривичниот закон. Па добро, има најави за менување на кривичниот закон. Ама меѓутоа тој си ја заврши работата, чинам, за која што беше изгласан во таа една преќутна тивка коалиција меѓу претходната власт и оваа власт, така да мислам дека ова нека биде предизвик за новата, за владата, за носење на законот за црни листи, за лицата што се на црни листи. Да видиме. Добро. Ајде околу локалните избори. Вие веќе најавивте дека излегувате од коалиција со СДСМ, практично правите ваша зелена коалиција со граѓанските организации. Кои граѓански организации точно? Не. Значи немаме во моментот, не во моментот, туку на 21-ви донесовме одлука значи дека треба да се отвори партијата за граѓанските организации, дека ќе настапуваме самостојно и не во коалиција со традиционалните политички ентитети, да кажеме, големиве партии што се. Беше одлуката за да се излезе од коалиција со СДСМ, меѓутоа дека настапуваме самостојно и отвараме партијата за граѓаните и граѓанските опции. Не организации специфично, токму таа организација. Што значи тогаш граѓани? Значи за граѓаните кои буквално ја отвараме партијата за секој што сака да направи нешто на локално ниво. Бидејќи навистина сметаме дека неопходно е малку да се смени начинот на кој што
политички се действува во земјава, мораме малку да излеземе од тој нели од таа матрица на двете големи партии и по некоја помалечка партија од околу. Мора да се приближи политичкото действување на граѓаните, кон граѓаните и практично граѓаните да се вклучени во одлучувањето и всушност тоа е демократија, нели? Тука е основата на демократијата. Мислам дека малку сме излезени од таа матрица и ете ние многу зборувавме, многу состаноци сме имале, многу дискусии во председателството. Па и со самото тоа, например, што на пријаве ние имаме копредседателство, нели? Немаме концентрација на моќ кај еден човек. Нашето копредседателство во Дом е сега од 4 копредседатели кои ја вршиме, нели, работата и организирањето на работата на партијата. Значи, не би рекла, ете, ќе коалицирам со таа организација. Отворена е партијата, сме зборувале со граѓани, такви информации имаше, дека ќе влезете во некаква коалиција со отворена за граѓански организации, невладини организации. Да, меѓутоа и со граѓани кои што лично имаат интерес за политичко действување и кои што секако ги делат нашата визија и нашите зелени политики. Нели, мора сепак да е во согласност со нашата основна идеологија и политика, бидејќи морам да кажам дека Дом навистина има една конзистентна програма и политика и идеологија, нели, на тие зелени политики веќе години наназад. Така да не би кажале ете баш со оваа организација. Значи немате план и на ум невладени организации, особено кои се бават со животна средина и екологија. Доктор Ана, значи ние еден вик ова е одлука која што ја донесе Централниот одбор. Меѓутоа нашето делување во изминатиот период, почнувајќи некаде од есента лани, ние организиравме и конференција за што сакаме од нашиот советник во општината. При тоа беа поканети многу... Од кој советник што сакате? Од советникот што ќе биде избран во советот на општината, да. И направивме така да ги поканивме организации, имаше едно 10 организации со кои што потоа ја продлабочивме соработката и таа заврши со подпишување на платформа ноември чинам беше 24-та во Охрид, каде што е една група од 4-5 организации кои што беа заинтересирани на таа платформа за заеднички вредности по однос на зачувување на Охридското езеро и сите маки што ги имаат охриѓани, вклучувајќи го и они имаат проблем со загадениот воздух. Ние тоа го направивме и веќе тоа ни беше како лакмус за да продолжиме понатаму. Нормално, ние работиме на случајов да ја практицираме политиката на некако поинаков начин од она што ни е востановено. Гледаме кај не донесе тоа. Значи, ние не нудиме рамка. Ние го даваме просторот. Повелете, кој сака нека учествува на тој простор. Но тоа ништо не значи. Повелете кој сака. Веројатно треба да се работи на видите, на привлекување на оние кои ви се таргет, оние мислам граѓани, граѓански организации. Тоа што направи всушност Централниот одбор ни даде еден вид овластување на извршниот одбор да го спреми тој во етапи. Сега следува повик ќе има, о кој што повик ќе се повикаат некои слободно што може да се некои и ќе бидат поканети, заедно тоа да го сработиме. Така да што да сработите? И програмата, програмата ние имаме и цело време се да биде заедничка, за да биде заедничка ја отвараме за да сите сугестии и идеи влезат, затоа што се обидуваа да ги потиснат независните кандидати и секоја независна мисла надвор што постои од тие рамки што се зацртани во нашето општество, тие се обидуваа цело време да ги стават луѓето да бидат како публика,
а ние статисти, а ние им ја даваме сцената, повелете, идеме напред. Тоа значи дека практично независните листи, независните кандидати ги каните да влизат во коалиција со Дом? Да, еден заради вид тоа што канење. прагот, нивниот праг е премногу голем за собирање на потписи. Апсолутно. Тоа ли е планот? Па идејата е тоа, се разбира ако човек здраво размислува, ние и нивниот ангажман, се што е поврзано со воглавно со зелените политики. Да. Ако не се здружиме, гласовите ќе бидат раздвоени. И никогаш нема на тој начин да добиете гласови. Да. А ние затоа реков, се обидуваме да политиката да практицираме малце поинаку. Да докажеме дека не е таа знаете како, неморална сега и различни имиња и да даваат. Едноставно, ние сакаме таа да биде механизмот како да се делува понатамо во институциите, затоа што ако се излезе на улицата и се каже незадоволството, тоа ќе има одзив известно време, меѓутоа вистинската борба е во институциите внатре, а за да влезе во институциите внатре покрај најчесто е преку политичка партија, имаше опција, значи и независните влегоа и се бораат во институциите, меѓутоа тоа право им беше одземено и сега со новиот предлог гледаме дека има големо незадоволство, значи ништо не правиме така ако ги кратиме основните права на луѓето да излезат и да представуваат некого. Ние сме, како да кажам, и као партија се бориме за основните човечки права поготово на маргинализираните групи и едноставно мора да разбереме дека само ако има слобода на изразувањето, можеме да идеме напред. Кога имаме опонент, ние имаме борба на спротивност и различни мислења, тоа не подобрува и нас, и тоа ги подобрува нив. И државата. И државата на крај. Да, тоа е тоа. Да. Добро. Значи тоа е планот, да ги привлечете сите оние независни кандидати. Апсолутно. Као рамноправни партнери. Добро. Не како коалиција која што ќе биде типична политичка коалиција. Кој точно ви се на ум? Па се разбира, сите се во кој сака може да се пријави, тука се е шанса за центар, тука се Зелен хуман град дали влегува во Па ако сакат зошто да не, нема проблем за мене, никаков проблем. Независните од Карпош, тука се зелените од Гази Баба. Може и од Струмица, Струмичкиот крај, тука е Стига е. Можеме да им понудиме едноставно да бидат партнери во она што го нарекуваме зелена иднина. Добро. Докторка Угринска? Да, може би дополнила, не само организации. Знаете, бидејќи не знам сега, некои од овие организации се некако официјално формализирани, некои не се формализирани. Но не се политички партии, за разлика од вас, што сте. Несомнено. И многу би им олесниле практично. Би им го лесниле тој пат. Токму тоа, значи, изборуваме, ја отвараме партијата и отвараме нашите ресурси, ги отвараме практично, нашата структура, програма, се она што можеме да понудиме и да помогнеме, и секако и нашите структура, кога зборувам структура како општинска организација, луѓе, потенцијали, знаење од луѓето кои што ги имаме. Меѓутоа, исто така би сакала да го дополнам Александра, значи не само вака овие групи, има некои луѓе кои би сакали исто така да влезат во политика, кои не се формално влезени во овие групи кои во последниот период беа многу активни. Нели? Може да се појават и нови, играчи на теренот кои недоставно луѓе кои сакаат нешто да придонесат во својата локална заедница. Да. Навистина, бидејќи локалните избори се токму за тоа, да придонесеме за нашата локална заедница таму каде што сме. Каде што живееме, да се практично да си го избереме соседот. Па конечно и затоа мислам ние одамна зборуваме за отворени листи, за настрана една изборна единица. Отворените листи сосема поинаку би изгледале изборите. Доколку би имало отворени листи. Ние практично... Но тоа со децении се говори. Не, верујте, ама ние сакаме да го покажеме тоа ова пракса. Ја отвараме партијата за отворени листи. Ако не можеме ние
да го смениме системот, ние се менуваме за да го примениме тоа за кое што зборуваме. Никој нема монопол на граѓанскиот екоактивизам и сектор. Отворени сме. Па се надевам дека ќе биде тоа добро разбрано и значи, навистина спроведено. отворени за сите. Да. Добро, благодарам што бевте гости. Благодарам и на вас. Благодарам што ми гледавте, пријатно.